Здраво повторно на сите, па е да продолжиме со втората лекција или вториот туторијал. Од сега понатаму ќе ги викам туторијал, пошто лекција малку смешно ми звучи кога ќе го речем лекција. Во овој туторијал ќе видам малку повеќе што е ова чудото што е овде namespace. Па да започнеме со креирање на нова класа во нов файл. Десен клик, add new file. Креираме empty клас, празна класа, ќе ја крстиме program 2 да речеме, new. И како што гледате, ни се креираше нова класа по истиот namespace, кој што ни е претходната класа, како што гледате namespace tutorial 01, namespace tutorial 01, public class program 2 и имаме нешто што се вика конструктор. Да испришеме тоа и да направиме исто кој што имаме во првата класа, статичка метода, ќе креираме и овде статичка метода, да речеме public static void test program 2 и да речеме дека сакаме тука да печатиме нешто, да речеме console.writeLine здраво, поздрав од програм 2. Се вратиме сега во првата класа, да видиме дали тука може да пристапиме до таа класа. Да речеме класата не се вика, значи програм 2, еве во програм 2, точка, тест програм 2. Да стартуваме програмата, да видиме дали ќе ни се испечати поздрав од програм 2, после овие две печатања. Заврши. Се пушти консолата. И кој што гледаме, поздрав од програм 2 ни се испечати, значи работи. Ајде да пробаме нешто друго. Да пробаме да го промениме овој namespace од туторијал 1 во туторијал 2. Туторијал 2. Кој што гледате сега, програмата ни јавува грешка. Стартуваме. Гледате, има грешка. Namespace program 2 does not exist in the current context. Значи немаме пристап до истото. За да го средиме проблемот, кој што беше исто кога го избришавме систем и требаше да дадеме system.console, исто може да го направиме, го копираме името на namespace-от од овде и го ставаме тука, точка, и кој што гледате сега, што би рекле българи, всичко е наред. Справаме. И како што очекувавте, се си работи. Истото, значи, кој што беше случајот и со систем, може ова да го избришеме. Копираме прем, беше копирано, избришеме, save и може исто using tutorial 02, значи го користиме тој namespace и целиот код што го имаме во овој namespace ќе ни биде достапен во тука. Ева да пробаме, креираме уште една. Ајде да пробаме ви да правят сега. Static void test program 2. Ајде, правят. Program 2 или 2T. Ајде да пробаме дали сега имам пристап до тоа, да речеме програм 2. И кој што гледате го нема, значи го нема бидејќи ова функција не е маркирана како private. Што ме private ќе ни биде достапна само во оваа класа. Ако го смениме да биде иста public, и што гледате го имаме
imamo pristupот и до таа функција. Значи, мислам дека горе-доле разбравте што е ова чудо namespace, така да може да продолжиме понатаму со третиот туторијал. Се гледаме таму. Поздрав!